Изразувам длабоко жалење за несреќата со која се соочи семејството на господинот Мизафер Садик, истакна градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски при посета на опожарената куќа на ова семејство. Семејната куќа која се наоѓа во населбата Карабегомала изгоре до темел и ова семејство во најстудениот период од годината остана без покрив над главата. Општина Охрид, како и во сите други наврати, ќе реагира соодветно, потенцираше Бакрачевски. Направен е записник од страна на противпожарната единица, состаната е комисијата за проценка на штети, која што ќе направи дополнителен увид и според записникот на противпожарната единица и од лице место, и веднаш ќе ги алармираме службите во општина Охрид, пред се оделението за финансиски работи, кои што ќе се повика на буџетот и на средствата кои што се доделени за вакви намени во годишниот буџет на општина Охрид за 2017 година, и секако комисијата на совет веднаш ќе заседава според претходно изготвениот записник од страна на комисијата за проценка на штети. Додека трае оваа постапка, важно е да најдеме привремено сместување. Општина Охрид не располага со сопствен стамбен простор, но секако дека како сограѓани ќе се вклучиме во акција за комуникација со сите државни институции кои може да обезбедат стамбен простор, односно некоја просторија каде може да се смести ова семејство, додава Бакрачевски. Територијалната противпожарна единица од Охрид веднаш реагираше по доставената пријава. Причината најверојатно е во источниот дел на куќата, каде што е поставено грејното тело шпоред во оџакот, вели командирот на противпожарната територијална единица од Охрид. Со самото пристигнување на противпожарната единица, пошто пристапот и пријавата беше дека пожарот е на улица Даме Груев, интервенирано од таа страна и пристапено е на спречување на пожарот да се шири баш да ги зафати тие соседни објекти, и што се гледа и на самиот опожарен објект кој што на господин Мизафер Садик од западната страна, кровот е делимично останат, значи спречено ширењето на пожарот, што е и целта на интервенцијата на пожарникарите како тактика на гаснење, спречување на пожарот, на ширење на пожарот и поставка на ликвидирање пожарот до жариштето каде што бил. Од вкупно 64 интервенции на територијалната противпожарна единица од 1 декември до денес, 36 интервенции се интервенции на објекти во делот на оџаците, додава Прентовски. Ние секогаш апелираме и сега, барем грејните тела и чадоводните спроводници и чумковите да ја чистат и во делот на приклучокот на оџакот во зидовите, да го исчистат сега во ова суво време, каде што има висок воздушен притисок, согорувањето на дрвата и било кои материи кои што ги користат, посебно тие цврсти горива, е многу брзо. И затоа доаѓа до често палење на самите оџаци. Прентовски апелира до граѓаните да се користат грејните тела само кога граѓаните се дома. Инаку општина Охрид во последните 4 години издвоила околу 4 милиони и 300 илјади денари за обештетување на семејства при случај на пожар.